Благодарам председателя и благодарам на представничката госпоѓа Саркањас за нејзиното навистина многу богато содржински и многу реално објаснување на каква е состојбата во македонската радио телевизија, кое што напоменуваме дека е единствениот национален јавен сервис и кој што има и одредени одговорности. Јас нема толку да се задржувам на значењето на македонската радио телевизија, која што постои од 1944 година и која што, почитувани колеги и почитувана македонска јавност, е една од столбовите на македонската државност, бидејќи и госпоѓа Саркањас веќе ги даде одличните примери од Европа за тоа колку е големо значењето на еден јавен сервис. Веќе е кажано која е вредноста на образовната, културната, играно-документарната програма, информативната програма и сето она што еден јавен сервис го нуди како средство за информирање на сите граѓани на Република Македонија без разлика за нивната етничка, религиозна и политичка припадност. Го потенцирам ова политичка. Но што се случува и што можеме да видиме ние од овие извештаи кои што беа поднесени, и финансискиот, па и оној програмскиот, иако тој не доаѓа на точка на пленарна седница, можеме да видиме дека од 2015 година па наваму буџетот на македонската телевизија драстично се намалува, па и покрај тоа што според Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на македонската радио телевизија и припаѓаат 1% од вкупниот буџет на Република Македонија, ние сепак гледаме дека конкретно за оваа година, и нема да ги спомнуваме изминатите години, но конкретно за оваа година од планираните 1 милиарда 634 милиони и 500 илјади денари, од кои 95,7% се приходи од буџетот, со усвојувањето на буџетот за 2022 година, оваа сума се намалува и се распределуваат 924 милиони и 900 илјади денари, со што не се остварува за гарантираното право според закон од 1% од буџетот. Тоа е намалување за 37%. Значи, тоа е многу големо намалување. И сега, како што видовме и од извештајот, гледаме дека македонската телевизија за жал останува да има средства само за плати и основни тековни потреби. На вчерашната комисија за Министерство за транспорт за транспорт и врски и животна средина, колегите од владеачкото мнозинство коментираа доста во однос на сумите, меѓутоа мислам дека не стана јасно на сите во дискусијата дека станува збор за телевизија, која што е најскап медиум, значи тоа не е интернет, не е радио, не е портал, не е нешто кое што можеме да го финансираме со помалку средства, станува збор за нешто што бара постојано осовременување, значи следење на новите текови во технологијата, на новите текови во дигитализацијата, потребно е обновување на опрема, обновување на камери, создавање на нови студија, користење на тие нови студија, потребна е мобилност, значи низ целата држава, бидејќи ние имаме известувачи, дописници целата држава и не може да како на вчерашната дискусија колегите кога дискутираа во однос на некои ставки, па што значело ова, што значело она. Значи тоа се има свое значење и се има зошто. Што е она што е спорно од овој извештај од програмскиот совет, од финансискиот, можеме да видиме дека со ваков буџет, колеги, ние не можеме ниту дигитализација, не може да се направи во македонската телевизија, а немаме простор да зборуваме колкава е вредноста на дигитализацијата, особено на архивот на македонската телевизија и оној на телевизијата и оној на радиото, кој што се во очајна состојба. Ви препорачувам на сите да појдете па да видите што се случи во архивот. И тоа не е мала сума за дигитализација, е потребна навистина голема сума. Но со оваков буџет и со вакво намалување од 37% на буџетот, тоа е невозможно. Значи не може ни нови вработувања да има, па ние доаѓаме до ситуација во која што македонската телевизија, каде што беше расадник на новинарството, на македонското новинарство, сега да кубури со новинари, да нема новинари, да нема камермани, да нема ништо од тоа. Односно да нема нови вработувања. Состојбата е толку загрижувачка што
и студијата се во распад, односно само оние кои што студија се во распад, другите, ама оние кои што се за изнајмување на копродукцијски емисии, за кои што владата дава одобрение, тие не се во распад, тие се користат. Значи се користат студијата на македонската телевизија за копродукции кои што промовираат владина пропаганда и стратегија. Тоа е се, значи тоа се последици според мене и според оно што можеме да го кажеме, оваквото намалување на буџетот, а и ваквата состојба на македонската телевизија е последица од укинувањето на радиодифузната такса, која што на некој начин даваше независност и самостојност на македонската радиотелевизија. Со укинувањето на радиодифузната такса, овие загарантирани средства практично се оневозможено да се користат од телевизијата и се оставени на милост и немилост на она што ќе го определи владата како буџет. Сето тоа, значи како последица, почитувани колеги и почитувана јавност, остава една голем простор за сомневање на злоупотреба. Зошто велам злоупотреба? Бидејќи кога зависите од некого и кога зависите од средствата за преживување на една институција од некого, во овој случај од владата, нормално дека ќе бидете посервилни кон владата и нормално дека ќе слушате што ќе ви каже владата. И во овој случај ние имаме мешање, односно основано сомневање, се извинувам, за мешање на владата и во програмската политика на македонската радиотелевизија. Значи, основано сомневање, реков, и во тој контекст ние имаме, доколку се види програмата каква е, бидејќи имаме извештај за програмата, можеме да видиме дека има една сериозна дискрапанца помеѓу емитување на програми од сопствена продукција и емитување на програми од копродукција, и доколку ги погледнете содржините од тие копродукцијски програми, ќе видите дека да, значи тоа се добри програми, добри емисии, не можеме да кажеме дека се лоши, напротив, промовираат европски вредности, промовираат добри вредности и за младината, и за еднината, па и за сите нас, но од друга страна исто така ќе видиме дека недостасуваат други видови на програми. Јас сега ќе спомнам, например, дека ние за чествувањето на 150 годишнина на раѓањето на Гоце Делчев не видовме ниту една програма од македонската радиотелевизија, и покрај тоа што знаеме дека во архивите на македонската радиотелевизија има програми кои што се однесуваат на македонскиот великан Гоце Делчев. Значи, од тука може да се каже дека на некој начин и самиот менеджмент е ставен под притисок да внимава што ќе емитува, бидејќи тоа не е во согласно со некои владини препораки. Резултатите се навистина трагични за нас, особено кога знаеме дека кој се работел во македонската телевизија, значи од еден великан како Петре Андреевски, да не ги спомнуваме сите други, какви се програмски содржини, какви се снимки се направени во македонската радиотелевизија, но со укинувањето на оркестрите, со укинувањето на затварање на неколку студија кои што беа од огромен интерес, студијата М1, М2, кои што сега навистина се целосно руинирани, се започна една стратегија и повторно ќе кажеме дека таа стратегија е започната во времето од 2002-2004, повторно кога СДСМ било на власт. Една стратегија која што, ако ја видиме големата слика, навистина е страшна, бидејќи станува збор за стратегија која што и се најавува една таква идеја да се реструктурира, односно реорганизира македонската радиотелевизија, во кој што ќе се укинат некои програми кои што се од клучен интерес за одржувањето, за промоција и зајакнување на националноста, на државноста. А тоа го прави македонската радиотелевизија како најголем јавен сервис, задолжителен јавен сервис. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, буџетот во 2015 година на македонската радиотелевизија изнесувал 20,9 милиони евра, за 2021 година изнесува 15,9 милиони евра. Дополнително извештајот на Европската комисија за 2021 година го потенцира моментот дека дека посебен проблем е финансирањето и обезбедувањето на независност на македонската радиотелевизија, и јас тука ја гледам најголемата последица од оваа владина стратегија која што се однесува во однос на македонската радиотелевизија. Се надевам дека нема да дојдеме до ситуација во која што македонската радиотелевизија ќе стане единствено информативен сервис кој што ќе ги слуша владините политики на било која влада. Ви благодарам.